Здравейте, ова е нашето прво видео, почнуваме од почеток. На нашиот 11,5 часовен лет од Франкфурт до Канкун летавме над Бахамите и тоа барем за мене беше најубавата гледка која што некогаш сум ја видел од авион. Напишете во коментар која е вашата најубава гледка која што некогаш сте ја видели. Рутата се двиеше уште и над познатиот Бермудски триаголник, каде имавме нешто турбуленци, и над Куба, која беше обвиткана со облаци и чии брегови не се гледа од авионот, но затоа кога летавме над Флорида, од мојата страна имаше многу убав поглед на Мајами, неговите плажи, облагодери и останатите делови од крајниот дел на полуостровот. Од Американскиот полуостров до Мексичкиот полуостров Јукатан, каде што требаше и ние да слетаме, има некои час и половина, а како што се гледа и од ова видео, Јукатан е обвиткан со бујна вегетација во внатрешните делови, а се разбира со прекрасни песочни плажи на неговите брегови. Откако слетавме во Канкун и после мала непријатност и задржување со имиграцијските власти, конечно почнавме да го убиваме вистинското Мексико. А оно да ти потсеќа на Балкан. Народна музика на радио и возачи на кои заштитниот појас им служи за нешто друго. Но не се, откако ја земавме колата која што ни беше претходно резервирана, трекнавме на кај Канкун. Од аеродромот до градот има некои 40 минути ако нема гужва, а знае често да има, така што може да трае и подолго. Првата вечер преспавме во хотел во Канкун, каде почнавме за прв пат да ја вкусуваме традиционалната мексичка храна. Онаа најтрадиционалната – такос. Наредниот ден, откако ги собравме пријателите од Мексико, тргнавме кон Бакалар. Место што изгледа речиси премногу убаво за да биде вистиното. Иако патот траеше околу 5 часа, беше изненадувачки лесно, затоа што е прав и релативно добар автопат. Но бидете подготвени за многу топес. Мексичкиот назив за лежачки полицајци се појавуваат од никаде. Така започна авантурата низ Јукатан, патување длабоко во џунглата, речиси на границата со Белизе, во потрага по бои кои никогаш не сме ги видели. А боите ги видовме следниот ден, затоа што главното обележје на Бакалар е лагуната со 7 бои или 7 нијанси на сино. Зошто е наречена така? Разбираш веднаш штом ќе навлезеш таму. За таа цел изнајмивме тура со чамец која траеше околу 2 часа и која те носи низ таа лагуна, при тоа застанувајќи на неколку места. Првата станица беше Пиратскиот канал. Самиот почеток на каналот сега служи како паркинг место за сите бродчиња кои што пловат низ лагуната и овде е дозволено и пливање. Инаку баш на ова место се одвивале големи битки меѓу местното население и пиратите, кои доаѓале дури од Холандија во походот кон ограбување на ресурсите на тогашните мексички племиња. Добро е затоа што моторите се исклучени, имаме тотална тишина. И нашите пријатели се вратија. А сега ќе ја прашам другарката како се осеќа во водата на шпански. Alicia, explícale para mis seguidores cómo te fue en el agua en esta laguna. Está hermoso la laguna para empezar, el agua está súper calientita, nunca sientes el frío para nada y clara como cristal. ¿Y Teo, a ti cómo te gusta? Está muy padre, sí dan ganas luego de ir a explorar la otra laguna está como más salvaje y sí estaría bien para la otra. Increíble, esta es de las que más recomiendo. Esta y San Luis Potosí son las que siempre recomiendo a mis amigos que vienen. ¿Tú ya fuiste aquí una vez? Sí, aquí en 2020. Дел од турата добивам исто неколку пијалоци за пријателите, неколку добри мексички пива кои што достапни тука во инвентарот. Капетанот сега ги отвора за нас. Турата чинеше околу 500 мексички песози. Sí, ellos ahorita no.
Оригинално ни побара 800, меѓутоа после кратко цекање, затоа што има различни типови на бродови и овој кај што сме сега ние, ја мислев дека треба малку да ни спуштат на цената и на крајот овој капетанот се согласи да не земе ова приватна тура од 4 луѓе за 500 песос, тоа е некаде околу 25 евра. Не знам. Така што ако дојдете тука, знаете дека можете малку да се ценкате, за да добиете некоја мала заштита. И да се купите повеќе пива во некои од локалите кои што се на брегот на Бакалар. Покрај многуте плитки места во лагуната, поминавме и покрај најдлабокото, а тоа беше така нареченото сеноте негро или црното сеноте. Ова сеноте е како еден вид природен бунар, цилиндрична дупка исполната со вода која е настанала по пат на ронање на варовничките карпи, преку процес на растворање, поттекнат од интеракцијата на дождовницата и солената подземна вода. Така се формираат подземни пештерски системи, а кога кровот на овие системи ќе падне, се отвара огромна дупка која потоа се наполнува со вода и настанува сеноте. Најдлабоката точка на ова сеноте според некои е 100 метри, а според други 180 метри. Како се споредба, најдлабоката точка на Охридското езеро е 288 метри, а сеноте негро, иако е за 27.000 пати помало од Охридското езеро, достигнува скоро половина од најдлабоката точка на толку малечка површина. Оттаму и името црно сеноте, бидејќи бојата на водата драстично се менува кога ќе се помине тој рап од лагуната кон сенотето. Водата од тиркизно сина постанува темно сина, наликувајќи на црна. Cenotes are like this. This is a different kind of cenote, but they're usually like that. Yeah. These are cenotes from Mexico. Seré por ti, seré. Yo soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán. Soy capitán. Еве сме пак сега, како што кажав, од второто место кое што застанавме. Ова сме тука на паркинг местото пред островот на птиците, и тоа птици од Северна Америка, штркови од Канада и Соединените американски држави, кои што доаѓаат исто како кај нас, што доаѓаат штрковите на лето. Тука се нестат и потоа за неколку месеци заминуваат назад кон север, во овој случај, кон Америка и Канада. Тука сме со нашиот капетан, моето друштво, пријатели. И сега ја сакам едно мало специјално изненадување за вас. Имаме тука и музика, една специјална песна на југот на Мексико. Одиме со Бисер Балкански. Уживајте. Бисер Балкански. Зајди сонце. Бисер Балкански, Македонијо. Може би другарите сега и ќе ми се придружат во песната. Јоп! Супер морално. Македонијо, си Бисер Балкански, сплоти Пирин Егеј си, со бистри води мексички. Само една има вистина, има една Македонија. Македонијо, ти си Бисер
бисер балкански. Инаку овој остров, островот на птиците е заштитено подрачје. Можевме само да му се доближиме на неколку десетици метри, како што објасни заради богатата флора и фауна. Бисер Балкан. Чувството е одлично. Македонска песна на другиот крај на светот. Ова прекрасно подрачје. Бакалар, лагуната Бакалар. Freestyle, disfruta lo que hay, y bien el mal. Yo pongo otra. You already. Yeah. She's like following us. Look at the fishes. Sí. Catfish. Catfish. O bagre. Bagre. Oye, ¿se puede pescar aquí? No, están muy pequeños, no te va a servir para nada. Porque el bagre no tiene hueso, ¿no? Mucho hueso. Tiene mucho hueso. Tiene mucho hueso. Tal vez para un caldo, pero... The last spot. We cannot stop because the time now is unlocked. Yeah. But we will cross it to the Cenote Esmeralda. We'll hang around and then we take this little canal to go into the marine. This is shallow place. It's the border of the cenote. The deep in the end, sorry, make deep. Maybe you see a little change of color. It's not too visible because the light of the sun is in front and it's like a photo. If we have the light behind, we cannot see too much the colors. But on the way are we going enter, you will see how the color change little by little. And maybe you see a big antenna. Yeah. You see a motorboat stopping there, like a ponton. Yeah. In front. Yeah. Over there. Yeah, where the ponton, the motorboat is stopping. Yeah. This is the finish of the cenote. Oh, it's huge. So this is the starting where you see the ropes here, the sticks, and this is the finish. It's all of this area, 600 meters diameter, And how much deep? between 60 and 70 meters. Less than the other one. Less than the other, but also is deep. And this one goes little by little deep, so you don't see the immediately falling. You will see how the color change little by little, Gradually. almost on a emerald color. Alright. And the white hotel, the big one in front of you, that was the first hotel built in Bacalar. No way. This white one here? Yeah, the completely white one with the palms. That one was built in 1972. During 30 years was the only one. That it means till 2000 was more hotels. Till 2000 to 2010, 2015 was between 50 and 100 hotels, and to 2050 to now, the pandemic, we have more than 300 hotels. That's why I told you in these last 10 years we have an increase more than the 300, because before then 2015 we have no more than 100, and now we have more than 300. It's a Mixed feelings. yeah, it's a mixed feelings because some locals which we work with the tourism in the lake, it convenient for us. Токму меѓу тие 300 хотели на брегот се забележуваат хотели во кинески стил, оној со црвениот покрив, арапски стил со оние сводови и куполи, а исто така тука е и познатата Каса Корасон или Домот Срце,
кој што е и првиот Airbnb во ова место, кој што е исклучиво за возрастни, а целата оваа населба се нарекува Love Island. Ние тука некаде пред сонцето конечно да се скрие позади хоризонтот, ја завршивме и нашата тура низ лагуната, а оној експоненцијален раст на хотели, кој што туку беше спомнат, од друга страна предизвикува загриженост кај локалното население, кое ги видовме како го изразуваат својот протест за тоа како се издаваат дозволи за никнување нови хотели на брегот. И следствено, стравото доаѓање на големите синчери на хотели и неминовната масовизација на туризмот и претворање на Бакалар од едно мирно место кое се уште го чува својот изворен сјај да стане уште едно место во редот на познатите Канкун, Плая дел Кармен и Тулум, кои одамна се американизираа и подсетуваат во некои работи повеќе на Америка отколку на Мексико, како цените во рестораните, например. А токму ова е она што го прави Бакалар се уште свој на своето. Локален пазар каде може да се најдат сите домашни намирници, каде локалното население купува зеленчук, овоше, тортијас, јајца, риби и многу други работи кои ние како европјани за прв пат ги видовме на овој пазар. ¿Los huevos cuánto cuestan? 50. 10. Последното попладне во Бакалар го поминавме во еден бич клуб, каде што влезната карта беше околу 15 евра, кој што можеш да ги искористиш за јадење или пиење и плюс можеш пола сат да изнаемиш кајак и да веслаш по лагуната. А тука некаде заврши и нашата прва авантура преку посетата на Бакалар, посета каде не планиравме многу, освен да уживаме во боите на зајди сонцето, мирните води на лагуната, мир кој што сваќаш дека ти недостасува тогаш кога на вистина ќе го почувствуваш, оставен на звукот на ветрот, песната на птиците и небото кое што ја дава последната нијанса на синот. Со ова искуство зад нас доаѓа и препораката ако имаш малку авантуристички дух. Слеташ ли во Канкун, не останувај таму. Изнајми кола, тргни на југ, посети го Бакалар, само 2 ноќи ни беа доволни да видиме како времето тука тече побавно. Следна станица е Махауал, уште помалечко искриено место, село на брегот на Карибите. Фала што патуваше со нас. Ако ти се допадна видеото, удри по еден лайк и subscribe и кажи дали си некој кој преферира да истражува различни места и какви, или одморот го користиш да се исклучиш и да уживаш покрај базен или плажа во хотелот каде што престојаваш. Се гледаме во следното видео, нели?